Листата на должници од финансии ги извади на површина пропустите на некои јавни предпријатија. Откако Телма објави дека според овој документ Комуналец Гостивар заклучно со јуни има долг од 100 милиони евра со кој се најде на врвот, од предпријатието излегува со тврдење дека износот не е точен. Сумата е многу помала, изнесува околу 3,6 милиони евра и дека имаат пропуст во својата финансиска евиденција. Но интересно е што дописот во кој објаснува дека станува збор за нивна грешка беше насловен како демант и во истиот пишува дека се појавиле лажни вести за долг кој му се препишува на јавното предпријатие Комуналец Гостивар. Износот наведен во овие вести не ја покажува точно финансиската состојба на јавното предпријатие Комуналец и е резултат на пропуст во евиденцијата на финансиските обврски на компанијата. Транспарентноста и точноста се многу важни за нас, секторот за финансии ја поправи грешката и ќе се погрежи да не се случуваат такви грешки во иднина и ќе продолжиме да ја даваме на јавноста точни и проверени информации. Деман до Телма стигна и од Министерството за правда. На листата стои дека тие имале долг од 6 милиони евра. Од Министерството тврдат дека станува збор за редовно финансирање на политичките партии и парите на 4 јули биле исплатени. Но на листата јасно стои дека станува збор за долгови за вториот квартал, односно заклучно со 30 јуни. На листата на финансии за доспеани неплатени обврски долга повеќе од 30 на страни се најдоа доста општини, јавни предпријатија, министерства, училишта, клиники. Инаку бројките во оваа листа се пресметани врз основа на податоците за доспеани, неплатени и недоспеани обврски кои самите субјекти ги пријавуваат преку системот СПО на Министерството за финансии. Според законот субјектите се должни до финансии обврските да ги пријават најдоцна до 10 во месецот за претходниот. Ако не го сторат тоа, предвидени се глоби. Извештаите се квартални, а Министерството за финансии ги објавува со години.